Добар ден, добар ден, добар ден. Добар ден и добро дојдовте на сите уште еднаш во Нема љутиш. Морам денеска да споделам со вас една дилема. Никако да бидам сигурен како тоа правилно се пишува. Ирак или Иран? Барав на секаде, гуглав, некаде го пишуваат Ирак, некаде Иран и јас никако да решам што тоа е правилно. Исто така и со онаа мисла избори се. Сега да се избориш за нешто или избори се. Ако избори се, веќе не се. Беа и помина и знаеме како заврши, ама не знам дали знаете како тоа почна и како се договара. Знаете сега, вторите првин сака, првите не сака, па првите сака, вторите не сака, се скара, се натега и на крај се договорија. Дај си рака, на ти рака, се избација и на крај, еве закажа избори. Арно, ама, македончето не би било тоа што е, ако не се пофали на сите. Како што велиме ние во Куманово. Што, фајде од тој да имаш валјарку, а да не кажеш на никога. Па исто бе, братче, како да го немаш. Така и политичарите ги свикаа новинарите, рекоа ќе имаме избори, овие веднаш по радија, по телевизии, во кина почнале, пред филмови, како журнало на вести, најнови вести, воредни избори во Македонија. И дека кажувале во кина, слушнале тоа кинезите и оној нивниот главниот, како се викаше, Мун Сун Ли Мун, не е важно, ги свикал неговите и рекол, никако избори. Избори се? Не. Како тоа? Ние избори никогаш, а тие некогаш. Не може тоа така. Пушти им вирус, да немаат избори. И сега тие пак не знаат дека кај нас не само пругата што е невидлива, па нам и државата ни е невидлива на светската карта. Барале, кај да пуштат, кај Македонија, не можеле да најдат и на крај рекле, ги нема, ако ги нема, пуштај низ цел свет, само да нема избори во Македонија. И пуштиле. Така, поред стигнало до Италија, од Италија во Германија, Германија, Франција, Англија, од Англија во Америка и тука застанало се. Слушнал Трамп и ги свикал тие неговите, велја бе, вие нормални ли сте? Зошто бе, друже председателе, како бе, зошто? Нели ви е срам? Стратешки партнери ни се. Војна утре некому да објавиме што ќе правиме ако тие не подржат. Веднаш да пратите еден примерок да имаат за секој случај. Како да им пратиме, друже председателе? Како? Преку брза пошта. Се знае како се праќа вирус. Преку некој доктор. И така нашле некоја докторка таму во Италија и таа се вратила во Македонија и како што е ред, нели, македончето додека не се испофали, леле, како си поминав, како ме пречека, ајде па и на вас да ви се врати, ајде секој од вас да фати. И така, наместо европеизација и интеграција, добивме епидемија, пандемија и кој знае уште што. И затоа ве молам, да ги слушнеме. И не само да ги слушнеме, туку и да ги почитуваме мерките од надлежните и на тој начин да спасиме што повеќе животи, па да можеме намира да седнеме и од срце да се насмееме со Нема љутиш. Еве што ќе гледате. Тате бе, пред врата 2 джипа милицајци, специлајци, тате, се огромни грамаде. Тој кад се ожениш, и сакаш жена за колко време? Како бе, синко, за колко време? А синоними су му стварно, разбира се, да, истински, наравно. Шо, не ли давиш? Не давиш, не дав. Зашо не давиш? Па, зашто имало само 40 денара. Ај, кажи ми, срце, ти како се залюби у мене, а он му вика, што да ти кажем, режено, не сакајке беше. О, Боже, и тој сам си наручила платно, многу убаво, чекам ga да дојде. Ќе се начекаш ако чекаш платно. Имате малку простор? Со Торе Смарт Меликони можете лесно да ги споите машините за перење и сушење со универзалната кит преграда. Смарт верзијата има полица на извлекување со 8 заштитни подложки и 6 метри ремен за сигурност. Компатибилен е за сите стандардни и слим машини. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вам ви се достапни во Нептун и Сетек. Природни и здрави, млечените производи на
Буџан Козјак стига препарачен од Сдружение на педиатри на Македонија. Буџан Козјак, ли гледате линката. Дали некогаш сте се запрашале што се случува со вашето тело кога го хидрирате со Визијана MG290? Благодарејќи на високото ниво на природен магнезиум, таа благотворно делува кон вашето срце, мозок, дигестивен систем. Делува кон вашите нерви, коски и мускули. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана MG290. Премиум грижа за вашето тело. Арис де Грас. Сега во 2 нови верзии. Под контрола на италијански технолози. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Тате, готово! Готово, тате! Стане капо и искаче! Чекај, Бобане. Што е готово и зашто да искачам? Абе, тате бе, пред врата 2 джипа милицајци, специлајци, тате, се огромни грамаде! И се чева ги 6 кубика дрва и ги isцепива! Чекај бе малко. Како мислиш тој исекле и исцепиле? Кој ги ја кажа? Па тате бе, ни они не знаев, само кажава дека имало анонимна пријава. Ајде бе. Што е тај пријавија анонимно? И па ја га чу командира кудеул вика на мамо: Господјо, имале сте среќу, некој е пријавија дека има дрога у дрва. Па дали су они нормални бе, Бобане? Ја кад беше у пролет у Охрид на семинар бе, дојдеа 2 комбиња милицајци и изрилјава го целу башчу бе. Среќу се имале што ја не сам бија тој да ги раскрсту. Абе, тате, па тој и добро беше. Мама си насади лукче, насади си кромиче, да не штити од COVID-19. А и ја га чу куде вика тој командир: мамито, имале сте среќу, било пријавено дека имало гранате од Први светски рат. А чекај малко да те прашам. Гројзе кад стављамо. Кои бева тие двојца што унасава с нас барабар џакови? Инспектори од општино. Некој пријавија дека смо стављале гројзе ракију да печемо, тате. Ајде, па како ги даде Господ памет да си отиде? Тате, Господ не ги даде ништо, мама ги даде. По 2 џака гројзе, најлонски големи, и ги смути демек за сладко биле. Абе, тај мајка ти не е нормална, е. Кој знае што ќе во све истекне зелја ке ќе турам. И чекај да те прашам, а тие 4 струка прас што бева у гаражу, куде су? Не су више у гаражу. Комшо го уровина маму прас. И го ги страсе семке од тиква. Абе, тиква ни една. Ај бега таму. Миш! Колку бија Свет Малечак? Колку? Јучера идуја на доктора и ми се погоди оној доктор што му пиша 300 евра казна за нерегистрирано возило. И он ми припиша на мене. Што? 5 пута на ден клистирање. Слабље некој. Овој во Африку отиде лонат за свадбу за ручек. Море за целу Африку, не за свадбу. Улете у гра како пијану кафану, брат. Добро за оние што се ожени, вика, улете у тавче. А овој бе што улете у цел лонац. Што ќе направи бе? Ќе се оставили, мало е још и да се жени, а не да се остави. Абе, оно до душе све бидна вештачко. Само луѓе останава природно глупи. Па, кад не идев сега деца у школу, што очекуваш? А друг па вика, па што ако не идев деца у школу? И ја не идеше, бегаше од часови, па што ми фали? Глеј, министр бидна. Ама гледај, никој не га тепа, никој не га дира.
Мама га те пала рано са бајле. Знаеше кад се депав, деца. Мама му ри, па зашто ме тепаш, ништо не направи. Ајде, сине, голем да не. Има време ке направиш. Тато, да те брашам, тој кад се ожениш, и сакаш жена за колко време? Како бе, синко, за колко време? Па за цел живот. Тато, па тој полошо и од школу, бе, мајко му. Пошто га бутнал лонат со ручек. Он за ручек еде ќутек. Абе, тебе, што ти се падна на оној славље што бе смо за едење? Мене ли? Падна ми гра. И тој цел лонац. Одвај ga изеде. Гарант посто е израз составен од два збора. Прв збор гарант е италијански збор, кој значи сигурно, а синоними су му стварно, разбира се, да, истински, наравно и така дале. Друг збор е исто италијански, потекнува од израз перченто, што значи 100 дел од цело. Јасно? Не? Добро. Да објаснам. Гарант посто е више од 100% и живи мајка заедно. Или што би кажа еден наш политичар, 102,7% од избирачи су искочиле на гласање. Лжа се обично дефинира како тврдење супротно на истину. Постои лжа, поголема лжа, најголема лжа и политичар. Гарант посто. Знаеме га сви виц за мало влашче кад га прошвале. Ти колко години имаш? Оној ка немам. Ама дошло време. Доше и COVID-19. И овој би највише средовечен мушкарац, за да оставља га репортер. Репортерка. На улицу. Добар дан. Да ме прашам, он некако стегнем власт, знаеш. Ако прашате, нели цел свет га зафати пандемија? Да. Нели и у наша држава има пандемија? Да, од COVID-19. Нели и у наш град има COVID-19? Да, има. А ви што мислите, COVID-19 има ли кај вас? Има, ама само за нас дома. Ај се живели. А што живели? Нема. Чекава. Нема. Што, не ли дава виш? Не дава више, не дава. Зашо не дава виш? Па, зашто имамо само 40 дена. Супер, бе. Како бе супер? И ја имам план. Денеска сме за душница. Да. С 40 дена ќе купимо 20 свеќе и прават гробишта. И? И на еден гроб ќе запалимо по едно свеќу, по една ракија, друга ракија. Ќе хустаме нешто за Боцко, раздавци под Мишко, на друг гроб. После од тој друг гроб, на треќ и 10 места, тој ќе ни се фати по кило ракија. Ми бе, брат, с по кило ракија има да се направимо споменица. Брат, алалда ти е. Тебе не ти иде само ракија, иде ти и математика. Ај за Бог да прости. Ај, живели. Ај, живели.
Жене. Жене су ти много чудни, много чудни и ретко кој може да ги свати. И тој што највише се труди, тој највише да ги свати, тој си пропати. И да свати, ама он док свати, он пропати више. Готово. Жене. Абре, жене су ти много чудни, много. И ретко кој може да ги свати. Да, и тој што се труди да ги свати, тој највише си пропати. Абре, ни се води, ни се тера, зашто знаете како е? Она све по своје си тера, да. Ете и такој жена чекајќи ga принца, обично ga промаши и коња, па налети на некој магаре и на крај се одаде за свињу. Па после ѓавол ги крив, да, и после ga прашуе мужа, ај кажи ми, срце ти, како се залюби у мене, а он му вика, што да ти кажем, ре жено, не сакајке беше. И они па се фатиле за ним. Абе викам ви, оди па ги разбери. Да. Од онија работе, што се вика, не фрлјај, може, ке ти затреба, жене обично највише ga задржи в муже. За свак случај. Вика, кој знае, можда и тој некад ке притреба. Оно тако е. Kad se zaljubi v ljudi, pravi raznoraznih gluposti. I ja znam jednu ženu što se zaljubi i zemari pna i se odade. Glupost, glupost. Ama ne znam bre mi muži, pa nekako tako sakamo si gi, a posebno ako su tuđi. I pokraj toj što mi ne znajemo sve za njima, ama znajemo дека жене су рај за очи, пакао за душу и чистилиште за новчани. Тој знаемо. Абе, што знам како да ви кажу, па си ги некако сакамо. Ја, например, оној пут многу се потресе. Многу. Зашто помисли дека онај мојата више не ме сака. Бре, дозе будалче едно, вика она. Па зашто бре помисли дека не те сакам више? Како мри, зашто? Како зашто, викам? Па еве има некои 2 месеца како не си ме тепала, ете за тој. Па што се смејала, бре, смеја се, бре. Што знам како да ви кажу, ја уму некако такој да го расположу. Само никако с њум да го сложу. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри на свој начин. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Кога квалитетот е вечен и трендовите се следат. Кога се работи со љубов и се внимава на секој детал. Кога довербата има цврсти темели, вие секогаш ќе го најдете совршеното парче мебел во махагони. Распространет на 1000 метри квадратни во населба Доброшане во Куманово. Не само што се држиме до нашите ветувања, туку и се трудиме да ги исполниме вашите очекувања. Ве очекуваме во махагони. Џон Венгли. Млад брачен пар. На путовање. Мој сине, ја и мајка ти пожимјавам, ви вртите с листови, можем смотиште на путовање негде. Тате, она се оддала за тебе цел живот, јава коња. Него ти не путуеш, што да ти право сега.
Добро бе, сине, за што има везе, ај ви вртите листови, пошто сум го одвеа негде, еве, например, у Египет. Па сви мои другари зборив дека ги водим негде жене. Па добро бе, тате, збори и ти кој ти брани, не мора да го одведеш за да збориш, збори слободно. Муже, ај сак ти глуми дека јавам коња, знаеш. Амори жено не се замотуј како да глумам. Ајде, кад можеш да глумиш у спалну, можеш и овдека. Абе, ете, колку и да си добар у спалну, колку и да си добар. Ништо не вреди тој. Жена пак и вришти повише кад види глусца. Абе оно, слушај, жена и лубеница како ти се погоди. Да. А муж и куче како се ги издресираш. Муже, да ти кажу, синоќа сам санувала куде јавам коња. Ја, стварно, и јас санувала, да ти кажу право, ма јас санувала куде воду љубов. С мене ли бе, мужче? Како со тебе кад ти си јавала коња? Ај сега кажи ми, па немогуќе. Читам книгу како да усреќуваш жена. Жими мајка ни ајншто не може да разбере. Пушти бе, они не знаем што сака бе. И за тој, која неќе мужа со стомаче, гаву се падне муж на штикле. Улаза професор у училницу и сви деца на станување. Добар дан, сви у еден глас, седнуе професорката, гледа, еден се мува таму, ќоше нешто, брчка. Ти бе, што правиш таму? И ове се стане. Што работиш у ќоше? Па, како ти? Ајде на табло, да одговараш одма. Ајде да ми кажеш тамо за француску револуцију. Кој го е поставил француску револуцију? Појма нема. Немаш појма. Одлично. Единица за тебе. Чек само да те најду у дневник, како се викаш, па Бобан Додевски. С момент. Па тебе те нема у дневник, бе. Па немаме нормално кај дојде радиатор да го поправиме. Затоа ли ја дојде куде тебе? Блееш у тој телефон. Па погледни, Мари, на мене малце нова промена, Мари, гледај. Гледам, има промена, има. Подебела си од онај пута, Бога ми, и поружна си, оружнала си. Тој мислеше не можеш да успееш, ама браво, успела си и тој. А Мари, сега се на карање го тераш. Па погледни, Мари, нова шамија, джемпер, Мари, види. Стварно, туго колика голема главурда, колку Мари, 3 метра ли? Платно потрошише да ти направи ти шами. А елек ти само ли си ga плете? И ја, и тој со стригле сам ga плела. Туго, стригле. Да. Па ти ако плетеш стригле, ти можеш 5 мужа оден пут да живиш, Мари. Позната си ти сплеткаруша. Плетеш само некои мреже. А Мари, кад мислиш тој Елјено да смениш, ке те закопам у њума. Стара е како тебе. О, Боже, и тој сам си наручила платно, многу убаво, чекам ga да дојде. Ке се начекаш ако чекаш платно. Ке треба цел шлепер да дојде платно за тебе. Оф, него слушај, читам овдека на интернет. Куде? Деца ке училе на тој платформа, како се вика. Еве, гледај. Платформа. И за тој ги нон-стоп пада. Тој не е Мари платформа. Знаеш ли што е добра платформа? Онај у матку што е. Платформа, тоа е. Ти го руши, никако да го сруши. Такву треба на деца да направим. Гледај, еве, гледај. А Мари, Мари тамо, гледај го. Што, Мари? А исклучи, тој не е платформа за деца. А Мари, ова е соба за возрасти, тој ке не сними. Леле, ке ми избрука. Па јас сам била у школа, све сам се знала тага. Можам дека нешто ке науча. Па, ке го изненадо ѓорето од приземње. Мари, Бог да чува. С ѓорето од приземње ли почна, Мари? Епа! Леле, колку ниско си паднала. Ај бар да беше Смитка од 4-ти падол. Ѓоре од приземње. Мари, зашто ме брукаш, Мари, другач? Од јутре не те познавам, да ти кажу право. Нема да ме познаваш. Кад ке си отиду с ѓорета, нема ни да ме препознаеш, а не само да ме познаваш. Што ѓоре ке то прави? Епа! Оди, Мари, тамо. Он njega мижав се оправија, па тебе ке то прави. Да не ми збориш више. Ама тражи трач тамо.
И сосема на крај, како одјава, сепак најава за следната најава во која што ќе ги искоментираме последните мерки за заштита, на чија што сметка се шегуваме, ама како што реков треба сериозно сепак да ги сватиме. Најавија дека државната администрација ќе започне да работи во 2 смени. Супер! Еве како ќе изгледа тоа. Прва смена ВМРО, втора смена СДСМ. А ние работиме нон-стоп до следниот викенд. Чао на сите на кои што ние сме им омилени. Чао сакани. Чао. Но, панкешка збрчка си пијан. Па се знае како се праќа вирус преку Ja i ti, ja i ti, i on i ona. Ама знаеш што? Ти може ке ме видиш и нема да ме видиш, него тоа ме видиш кад ке ме нема да ме видиш. Чекай бе, како мисли, чече? И како беа договорени? Се сеќале договорни? Ајде, кад можеш да... Па погледни у мене, мари, види какви Те звонивате. Звонива, Само промениш малка, нешто да, готово, малка, крај. да. И дека кажувале во Кина, А за вечеру ни треба да смислу што да кажу, дека ќе јаде. прва смена ВМРО, трета смена ДПМН.